Здраво и добре дојде. Јас сум Александар Кочовски и слушаш уште една епизода од мојот подкаст, каде што зборувам за креирање на бизнис да ти служи, а не да му служиш ти нему. Секој успех има своја цена. Една од цената која што треба да ја платиме за да изградиме успешен бизнис и живот е лична едукација, а тоа е што представува моја страст. Дали навистина ни треба нам мотивација или само ни продадоа ефтина приказна за да не збуни уште повеќе? Обично, кога размислуваме за мотивација, мислиме дека е тоа нешто скриено, мислиме дека е тоа некаде тргнато настрана, а нас нешто ќе ни дојде тој момент да не мотивира од внатре или од надвор, ние ќе почнеме да креираме некои резултати. Епа еве еден пример да видиме дали е така или не е, и целта ми е кон крајот на ова моје обраќање да видиме каде е уствари таа мотивација, дали ни е потребна, не ни е потребна и ќе одгатнеме многу работа. Колку пати беше на некој семинар за мотивација. Рипаше, скокаше, доби идеи, запишуваше, си даде ветувања дека од утре ќе почнеш со ова, од нова година ќе почнеш со тоа, само уште да пројде први, од заутре ќе почнам со штедење, од позаутре ќе почнам со диета, само да го земам плата ќе почнам ова или ќе почнам она, и на крајот ништо од тоа не се случи. Јас верувам, а и вие ако сте малку искрени со себе, сигурен сум дека се препознавте барем во еден пример од сите овие. Тогаш, ајде да видиме дали навистина нас некој треба да не мотивира од надвор, или ние ја имаме постојано таа мотивација внатре во нас, само едноставно не знаеме да ја откриеме и да ја ставиме секако во функција, нели? Епа, ајде да забележиме една многу важна работа. Колку пати прочита некоја книга, толку беше мотивиран, и каш, сега му е мајката. Нема шанса, па јас се знам што треба, и не знам како. Значи, едноставно, не функционира таквото нешто. Ајде да направиме една паралела. Доколку по некоја предпоставка, утре треба да одиш на годишен одмор. Дали ќе бидеш ти мотивиран да, не знам, да ги испакуваш коферите, да се ангажираш, не знам, со автомобил, такси, авион или што и да е, дали ќе ти недостасува мотивација да станеш утре рано, во, не знам, во 5 часот, да изнајмиш такси или не знам што, за да стигнеш на авион, да одиш на одморот со ништата кои што долго време го планираш, или можеби ќе те мрази, не знам, има и такви, они уплаќаа по 5000 евра и ги мрази они да се качи на авион, па вика, јеве не мора да одам, па има и друг пат, ја не сум нешто мотивиран за одморот, здравје, некој друг пат, во некоја друга прилика ќе одам. Или ние сме апсолутно мотивирани да го направиме тоа. Ајде сега уште еден пример. Да предпоставиме, ти го исклучиле, или еве не мора да ти го исклучиле, ти стигнала порака SMS од мобилниот оператор, кај што ти вика, имат подсетување, имате сметка таа и таа, број тој и тол, и износот за плаќање е толку. И вие, какви сте, супер мотивирани, сметката и леташ да ја платиш, или онлайн тоа го правиш, небитно, или напротив чекате последен момент да дојде она 6 пати подсетување пред исклучување или не знам што, за на крајот истото и да го направиме. Значи, мотивацијата не е онаква каква што ни ја продадоа, туку јас ве гарантирам, најодговорно со две раце потпишувам дека секој од нас е мотивиран, само зависи за што и во која животна фаза. Логично е, ако се бавиш со бизнис, повеќе од 3, 5 години, 10, поготово луѓето кои што се повеќе од 10 на години, кои што прошли јарни времиња и лоши времиња во својот бизнис, видели и раст, и развој, и пари, и заработка, и све останато, видели и тешки денови, логично е дека во некој период ние ќе застанеме во лер ситуација, дека ќе се замориме од секој дневие, и тоа е сосема окей. Не можеме да бидеме 24 часа полни со енергија, да скокаме, да рипаме или да правиме чуда. Сега, тогаш како да ја вратиме таа наша мотивација и дали уствари имаме механизам да ја активираме кога нас ни треба, или треба чуда да направиме, да скокаме или не знам што, и на крајот за 2-3 дена ништо да не направиме. Значи, формулата за трајна мотивација е само едно, а ти сега кој ќе ти го поставам ова прашање, размисли дали си на вистински пат или имаш некој сериозен проблем. Единствената формула за мотивација, зборувам за бизнис, зборувам за се во животот е дали работиш она што го сакаш од срце. Не она, у овој бизнис се заработува, у овој има пари,
ова е супер, не знам, ова е во тренд, бизнисот е на моите родители, па срамота да го затворам, морам да продолжам со работа затоа што не знам X, него. Дали тоа што го работиш со љубов и со срце, или го работиш само ради реда? Еве ти го одговорот, го имаш меѓу редови. Ако, извинувам, ако ти работиш само заради пари, само заради да преживееш, само заради да платиш сметки, како што впрочем работаат повеќе од 98% од луѓето во светот, без разлика дали се бави со бизнис, дали е оди на работа, најчесто луѓето се задоволуваат со ситни работи, односно да заработаат колку да преживеат. Од каде тоа го знам? Па, еве, кога последен пат инвестиравте во вашиот бизнис, во смисла, не знам, едукација на вработените, ваша едукација, и после ќе помине некој период и ќе ме сретне некој клиент, поранешен, сегашен, иден, и често пати кога разговарам со предпремачите векаат: Александар, нешто во последно време на моите вработени не им се работи, па дали постои некој тренинг, обука, нешто да дојдеш да направиш, малку да ги мотивираме. Сега да беше Александар наивниот од првата година кога работаше, ќе бараше грешката во вработените, оти, нели, човекот е сериозен, добро знае да објасни и толку се вешти во објаснувањето, оти ние, како што кажав претходното видео, ако се сеќаваш, дека најчесто бараме проблем онамо каде што не постои, а не сме свесни дека тоа е проблемот. И јас ако беше така во минатото ќе правев анализи, чуда, да видам што е проблемот, што вработените не се мотивирани. А ствари секогаш кога ќе некој сега, денес, со ова искуство и знаење, кога некој ќе ми пристапи: Александар, како да ги мотивираме вработените, уствари се ми е јасно дека он или таа нема мотивација и него или неа им недостасува мотивација. Зошто? Дали јас сум мотивиран, дали јас ќе ме мрази да го снимам ова видео? Не, јас едва чекам 20 часот да дојде, да пренесам своји знаења, нови искуства. И сега, како тогаш јас се мотивирам? Многу едноставно, кога ја работиш работата со љубов, кога чувствуваш потреба да го пренесеш ова што го имаш внатре во себе, буквално од ти секое знаење, секоја информација која чуваш само за себе, тоа е енергија. И ти фактички само таа енергија ја акумулираш во себе и ти си правиш штета од тоа знаење што го добиваш. Ако не го споделуваш со другите луѓе, тогаш едноставно, тогаш некаде ќе пукне. Истото се случува со прекумерна тежина, што ми имаш 10-20 кг вишок, тоа е акумулирана енергија што ти смета. Значи, се во животот е енергија и мотивацијата е исто така енергија. Сега, ако се околу нас е енергија, дали тоа значи дека има 24/7 во Струмица, во Радовиш, во Скопје, во Битола, во Њујорк, во Париз и во Берлин, или некаде ја има 5%, некаде ја има 25% и малку Бог или универзумот е себичен, па не правилно ја распределил. Значи, 24/7 на секаде има енергија. Одеднакво, буквално и мотивација. Клучот е дали ти ќе активираш таа твоја мотивација или ќе го бараш проблемот онамо каде што не постои. Значи, не е проблемот во вработените, туку најверојатно собственикот влегол во заситување. Може би веќе едноставно изгубил мотивација. Може би условите на работа се промениле. Може би надраснала толку многу конкуренција што он се чувствува изгубен. Може би гледа како младите денеска имаат некои други барања, други услови, може би едноставно не ги разбира, но прашањето е што во врска со тоа тој или ти правиш, како би ја надминал таа ситуација, или само ќе ангажираме трето лице, петто, или не знам, ќе бараме проблем во вработените, дека тие не се мотивирани и се останат. Втората причина и второто прашање кое што секогаш им го поставувам, кога ќе ми речат како да ги мотивираме вработените, многу едноставно е прашањето и секогаш го поставувам во смисла на во чив интерес зборуваме. Дали зборуваме во твој интерес, заради твои лични причини, или зборуваме во интерес на вработените, а тоа е една сосема друга приказна. Зошто? Еве зошто. Ако човекот кој што му го упатува тоа прашање има личен интерес, тоа значи дека сака да заработи повеќе пари, да ја зголеми фирмата, да скалира, и тоа е еден проблем за решавање. Но, ако мисли дека треба да ги мотивира вработените заради претходно задачите кои што ги кажав, значи зголемување продажба и се останато како би бил тој среќен и задоволен, тогаш едноставно не е тој клиент за мене, оти не е свесен како функционира фирма, бизнис
и мотивација или како и да. Сега, што би изгледало и како би значело кога некој би ми пришол, а тоа се од милион еден, кај што ќе ми приде и ќе ми рече: Александар, сакам да ги мотивираме вработените и те молам помогни ми. Кога ќе му го поставам прашањето во чив интерес ми го поставуваш ова прашање, и ако рече: сакам да им помогнам на вработените да заработуваат повеќе пари. Сакам да им ги подобрам условите на работење. Чувствувам дека тие можат повеќе, но нешто пропуштам или не знам да направам мотивацијска програма. Може не знам да направам кариерен програм. Може би не знам како да направам облик на мотивација во смисла на знаење, во смисла на заработка. Оти ние работаме супер. Знам дека со нив ја донесовме фирмата да сите живееме како што треба. Не сакам да земаат 500-600 евра плата, туку сакам сите да заработуваат паралелно како и јас. Ова е сосема една друга перцепција. Значи сега имам човек кој што е свесен дека неговиот бизнис е нула ако нема вработени и дека заслужни за успехот се секако подеднакво и вработените. Во тој случај би седнале би дискутирале можеби за бонус програма. Во тој случај можеби би направиле анализа да ги утврдиме способностите на вработените. Се извинувам. Во тој случај можеби би направиле анализа на што е тоа што функционирало во минатото, а денес престанале да го прават. Така да постојат илјадници решенија ако правилно го најдеме и го формулираме проблемот. Сега, како тој проблем ќе го решиме? Тоа е многу едноставно техничко прашање, за прочен кој што секој еден може да го реши, доколку научи правилно да ги пара проблемите. Значи, дали мене ќе ми треба мотивација ако јас чувствувам буквално секој ден и секојдневно разговарам со претприемачи, дали јас ќе бидам мотивиран да го пренесам ова знаење и искуство или едноставно ќе го држам за себе. Пали камера, уклучи и само збори. Нити морам да се подготвувам, нити морам да читам нешто, нити чекпоинти да правам или не знам што, само споделувам она што ми лежи на срце. Втора работа, она што е исто така важно, дека како што некој од вас кога објавив на стори одговара дисциплина, не знам ова или тоа, нели да се надоврзат на прашањето што ни е потребно, одговара различни работи како дисциплина, како не знам што, зашто секако ќе зборувам сега, но она што е најважно, нас ни треба инспирација, а не ни треба мотивација. Ајде да видиме што е инспирација. Во мастермајнд групата која што работаме, тоа е мала група на предприемачи, а јас сум нивен ментор за да им помогнам да изграда 6-цифрен, 7-цифрен бизнис, да работаат паметно, а не напорно, односно максимум 9 часа во текот на неделата, а не 19 часа во денот. Дали јас треба посебно да ги мотивирам да скокаат, да рипаат и да заработуваат, или доволно е кога секоја среда ќе се слушнеме и имаме заеднички термин, односно power hour, кога некој од учесниците ќе каже како применил некоја техника, како применил некој метод, како направил некоја промена, па добил нов клиент, па некој ќе каже дека направил добар систем, па некој ќе каже дека не правил добра мотивацијска програма за заработка, за вработените, за задоволство или не знам што. И дали треба останатите кои што тоа го слушаат, не знам да рипаат од мотивација, или е само доволно да го слушнат дека ова нешто функционира. Ова некој го применил и е сосема окей. Значи следното прашање што се поставува е како јас кај мене тоа можам да го применам и следната среда кога ќе се видиме, ќе слушнеш како нешто применил, дали од едниот, дали од другиот како искуство, што значи ние се инспирираме едни со други, дека и покрај тоа што работиме по 10-20 години ист бизнис, и покрај тоа што е криза, и покрај тоа што економијава е ѓубре, и покрај тоа што државава ни е за никаде, и покрај тоа што имаше корона бомбона или економска рецесија, мецесија и како и да е, едноставно може. И тоа е човек кога ќе добие трајна промена и никогаш повеќе не се враќа назад. Сега, дали утре он кога ќе слушне дека, не знам, дека ова некој што го применил функционира, дали тој утре ќе оди со двете нозе назад, односно не му се оди на работа, не му се гледа исти луѓе, исти клиенти, исти вработени, исти проблеми, и тој едва ќе чека утре да дојде 8 часот, а он да дојде во 6, да се подготви, да им направи чајче, кафенце на вработените, да ги пречека како луѓе и да едва и да им сподели она што има за споделување, дали е тоа развојна програма,
Дали е тоа работа на нова стратегија, дали се тоа некои нови квартални цели и едва ќе чека да ги слушне нивните реакции, нивното мислење и останат. Ова е нешто сосема различно. Значи, нас не ни треба мотивација. Ти имаш мотивација за се. И еве ти ја поентата како круна на сето ова и ќе ти стане јасно буквално за што ти зборам. Некој ќе рече, мене ми треба дисциплина. Па сега ќе те зачудам, односно ќе те запропастам. Јас не познавам помрзелив човек од мене. Ти ме гледаш мене, јас сум присутен по сите социјални медиуми, ама немаш појма колкав тим стои позади мене. Ти ме гледаш како пишувам текстови, објавувам видеа, споделувам чуда, на секаде сум присатен, ама немаш појма колкава институција стои позади тоа. Втора работа, јас никогаш не работам напорно, туку работам само паметно. Еден ден во неделата планирам се живо што ќе се работи следната, до теми, до обработка, до се останато изготвено и подоцна само пукам, само работам. Кој? Клучните работи. Оние кои што нема кој да ги работи наместо мене. Значи, еве ја поента. Замисли и само сети се, кога прв пат се заљуби, кога последен пат се заљуби, како изгледаше твојот живот. Дали ти требаше мотивација и дали ти требаше дисциплина, енергија, на војнички принцип како што не учат овие модерни коучи да се чудиш, што вика ти треба да бидеш војник, ти треба да станеш у 5 сати, ти треба ова, ти треба тоа. Не треба ништо. И ако некој ми каже дека мора и дека треба, апсолутно мојот уше се исклучува и викам која будала. Човек си го за себе. Алти едно што научив во животот е дека ништо не морам, ништо не требам. И ако некој ми кажува требаш и мораш, ја му викам fuck you, ама од мене не добиваш ништо тоа што. Значи, што е поентата? Кога беше заљубен или заљубена, дали ти требаше дисциплина да излегуваш навреме на состанок? Дали не ти недостасуваше енергија, мотивација да се појавиш на роден ден, на вечера, на дејт, на излегување, на појма немам што. Само знам дека зашто зборам. Знам дека ме разбираш. Како истиот овој човек одеднаш се трансформира, оди редовно на состаноци, чуда прави се, и одеднаш комплетно друга личност. Еве ти ја паралелата. Дали го сакаш она што го работиш, дали им служиш на твоите клиенти со љубов, само те интересира материјалниот дел. Ако те интересира материјалниот дел, ќе ти ја кажам вистината, тоа е следно. Цел ден можеш да се фокусираш во храна, цел ден можеш да гледаш тегови, цел ден можеш да гледаш вода, цел ден можеш да ги читаш книги за фитнес, за атлетско тело и се останато. Но, ако ти во твојот ум не создадеш слика на твојот ти последен период, ти нема да направиш никаква промена. Оти свако чудо за 2 дана. Што тоа значи? Дека ти најпрво мораш да се видиш, да се убедиш сам на себе, да си ја продадеш новата личност која што ќе биде во иднина, што ќе работиш, како ќе изгледа, колку ќе заработуваш, како ќе изгледа твојот идеален ден, колку време ќе бидеш со семејството, што ќе правиш во слободно време и го наполниш календарот, тогаш е трајна мотивација. Најчесто кога работам со луѓето кои што ми ќе да жалат дека премногу напорно работат, кога ќе им го поставам календарот, подоцна не знаат што да прават самите со себе и повторно ќе се врати на стариот принцип на работа, затоа што он е изгубен, не знае што да прави сега со слободното време. Нема другари, нема пријатели, семејството клинкаво, нема хоби и што му е полесно? Ова е досадно, ајде идам ја да доработам, ај чекај уклучил лаптопот, ај чекај ова, јеве ти постара. Нараво учение, кога го планираш денот во смисла на работни активности, во смисла на сеа што ти задачи кои што ти се на работа, ако ти го планираш и денот приватен за себе, придржувај се исто како за клиентите, придржувај се и до твојот план и ќе најдеш секогаш мотивација, оти знаете како. Мотивацијата, енергијата, инспирацијата се заразни. Исто како и љубовта. Кога ти си заљубен, ти си луд за околината, ама тебе ти е пријатно, фино ти е, убаво се чувствуваш. Исто е и со мотивацијата. Мене обично луѓето кога ме гледат викаат, што ви прешти на луѓето, скокате на семинари, што правите, многу сте мотивирани, многу сте насмеани. Што да му одговорам? Дека е ништо од тоа, само едноставно едвај чекаш, како сега едвај чекам да биде среда,
каде што цел тим на мастермајнд 15-20 луѓе ќе бидеме на целодневен тренинг, знам која вредност ќе добијат, знам какви луѓе се тоа кои што работаат на себе, дали ми треба мене мотивација за тоа. Едноставно ја имаш кога сакаш и кога работиш она што го сакаш. Наравучение, мотивација не ти треба, имаш колку сакаш. Инспирација е она што ти треба, а за да добиеш инспирација, најпрво мора да се обкружиш со инспиративни луѓе, а не луѓе кои што ти досаѓаат во смисла криза е, немаштија е, нема работа, не чини државава, нема веќе луѓе, нема веќе она. Од нив не можеш да добиеш инспирација. Дури и ти, ако си инспириран, мотивиран, да се обидеш да им помогнеш нив, едноставно ќе речат, добро бе, ти кај живееш. Како знам? Па, обично така ми зборат луѓето, добро, ти не живееш у Македонија, не гледаш што се случува. Па види, јас само гледам друга телевизија, која што се вика овде, работа на себе. Друго не ме интересира. Се надевам дека доби инспирација како да пронајдеш мотивација во себе, доколку се доби некој аха момент, или доволно е малку да седнеш, да размислиш што е тоа што го работиш со љубов и срце. Каде едноставно трошиш време и можеби се губиш. Не знам, си почнал нешто да работаш и поминале 2-3 часа и викаш, кој пројде 2 сата? Тоа е тоа што сакаш да го работиш, а ти никој не те тера, ако те тера ќе го работиш 5 минута и касо газот што викаат. Значи, каде губиш време? Можеби е тоа програмирање. Можеби е тоа, не знам, можеби е тоа sales letter. Можеби е тоа, не знам, креирање на контент. Можеби е тоа снимање на видео. Можеби е тоа продажба, може тоа разговор со клиенти, можеби знаеш да црташ. Не знам, ти знаеш што е твоја страст. Колку побрзо се вратиш на тоа, ти знаеш што е за тебе страст, толку побрзо ќе најдеш мотивација, никогаш нема да ја изгубиш. Ти благодарам што одвои време да ме слушаш на овој подкаст. Доколку сакаш да соработуваш со мене, најдоброто место е да се информираш за актуелните понуди е www.aleksandarkochovski.com и секако немој да заборавиш да се претплатиш на мојот ньюслетер, каде што исто споделувам бесплатни информации и навремено ќе дознаеш за сите бесплатни онлайн тренинзи.